Добар ден, почитувани, добре дојдовте во најновото издание на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Додека некои сметаат дека на селото му недостасуваат многуте предности на градот, некои не може да замислат да живеат без мирот и тишината на селото. Семејството што ќе го портретираме во денешната емисија направи голема животна трансформација од град во ненаселено место. Кои се предностите кога мало дете е во секојдневен контакт со природата, но и неизвестностите кога ќе подпорасне и тргне на училиште. Тешко ли е да се чува живина и добиток? Неодамна бевме во прекрасниот дом Матка Фарм на Уран Саити и Јасмин Ма, обкружен со природа, зеленило, планини и сино небо. Погледнете како изгледа сето тоа. Од стан во центарот на Скопје во Дебармало, во викенд населба надгорна Матка. Од бучава од автомобили и кафани, во спокојна средина каде единствено се слушаат гласовите на домашните животни. Јасмин Ма и Уран Саити, заедно со нивната ќерка Ласа, пред 6 години одлучија да го трансформираат својот живот. Од секогаш сакавме да живееме во природа, обкружени со животни. Тоа ни беше животен сон и на двајцата. Но немавме можност. Го купивме плацот, живеевме едно време додека бев бремена со Ласа под Кирија. Живеевме Љубанци, да. Целата бременност и Ласа се роди, кога се роди таму до 3 месеци бевме, и после тоа во Дебармало. Во Дебармало, мислам, знаете како е во Дебармало да се живее, тотално спротивно тоа ние што го сакаме и што го посакуваме. Така да едноставно се одлучивме да тоа плацо што го купивме, да почнеме на него да градиме и да го створиме ова. Во близина на нивната куќа нема жители, бидејќи е лоцирана во ненаселено место. Областа наречена Рамниште одбра да биде нивниот дом. Тука не се корените фамилиарни од мојата страна на фамилијата, на семејството. И од секогаш ми било желба да направиме некоја куќа тука и за да така некога се вратиме на корените. Сме слушале приказни како нашите предци тука живееле, како си го живееле животот, како чувале стока. Да, баш и ова место каде што сме ние, Рамниште се вика, значи тука стоката доаѓала на паша. И со Уран кога дојдовме прв пат да го видиме местото, преку оглас го најдовме, и да го видиме местото, сите овци што доаѓа од тој дел на планината, дојда и се собра стотици кози, да, токму на овој плац. И ние, мислам, тоа беше како знак дека ова е вистинското место. Јасмин и Уран целиот живот го минале во град. Никогаш немале претходно искуство со одгледување животни, но она што се сака, брзо се учи. Денеска чуваат кокошки, мисирки и кози. Прво почнавме со поситна живина, со кокошки, секако, со нешто што е поедноставно за чување во секој случај, што не треба да го пуштиш или да го носиш на паша. Така да почнавме со нив и постепено едноставно и самата флора и фауна си кажува зашто е добро местото. Гледајќи ги селаните, значи мака е да изнесеш стоката на паша. На нив им е потребно да речеме километар и пол одат по горница за тука да ги пуштат да пасат нивните кози, крави, овци, било што. А нас веќе ние само да им отвориш вратата и да ги пуштиш на паша да си пасат. И се одлучивме дека тоа е најлесно и самата природа тоа го бара. Не е терен за овци, за крави, баш е карпес терен, грмушки, нискорастечки дрвја. И така се решивме за кози. На почеток ни вика најтешко е од сите животни козата, барем на пасење кога е. Они не брстат на едно место, туку цела планина ја шетаат и малце е тешко со нив цел ден да го поточиш од еден крај на друг на планината. А за разлика од овците што си пасат онака постепено теренски
го пасат теренот значи на едно место, не прават многу километража што се вика. Сите сметаат дека на фарма мора да се стане многу рано, во 5 часот наутро, но тоа е заблуда, тврдат тие. Не е важно колку рано ќе станеш, туку најважно е да не им го менуваш биоритамот нивен како што се научени. Например, ако стануваш во 5 сат, стварно нема потреба да стануваш секој ден во 5 сат, тоа го сватив од искуство. Може значи истата работа да ја направиш и во 7. Ама ако почнеш во 7, секој ден треба во 7 да ги храниш, да ги пушташ, да ги молзиш. Најтешката работа е молзењето. Мислам, времето што го поминуваш молзејќи ги е доста исцрпувачко, посебно во жештините летно време кога е надвор е 35-40 степени. Може да мислите колку е напорно, да. Рачно се уште ги молзиме. Планиравме да земеме молзилка, но веќе почнува постепено да се намалува млекото. Така да за следната година секако ќе. Да, дефинитивно следната година ќе мора да земеме. И ќе имаме и повеќе полесително ќе биде. Да. Ласа има 8,5 години, уште малку ќе наполни 9. Голема предност е да се живе во природа, но сепак и таму технологијата и интернетот го имаат своето влијание. Па, со кучињата, со мачките. Одиш кај козите? Па не толку многу. А кај кукушките? Кукушките не, па така, идам понекогаш. Не помагаш? Па помагам. Ама не ти е омилена задача. Помагањето. Ласа не е против, ама не е ни за. Така да, ако имаме потреба од незина помош, да, ќе се најде да собере јајца, тоа, да, поситните, поедноставните работи што се, да ги нарани кучињата, мачките, да тоа може, да, исто секако. Но што се потешки работи, не ни бараме од неа нормално, да. Она е повеќе заинтересирана за тој детскиот дел и незиното играње, игрици, нели? И тоа. Но предноста е што може да има најнеобични миленичиња. Ова е гуштер. Како се вика? Чарли. Чарли. Гуштерот Чарли. Да. Каде го најдовте? У мојата соба, тука на погоре од прозорот малце. На зидот. Да, на зидот. И кој го фати? Кој го фати, татко ми со метла, така како се вика. И потоа му направивте живеалиште? Да, прво беше у помало и после на мајка ми текна да го ставиме у поголемото овакво интегриче. Да, стаклено што иде ова. Да, стаклено. И го храните со нешто? Па, он не јаде, ама може би ќе почне да јаде. Му ставивме неколку муви, дека многу има тука кај нас, и му ставивме вода, ама и исто лепче му ставивме, ама не јаде. Претпоставам дека беше полесно кога Ласа беше помала. Кога не одеше на училиште? Да, секако дека многу беше полесно. Она целокупниот ден беше тука во дворот или внатре. Значи, најчесто шетавме по природа, се занимаваше со овдешните работи, а од кога тргна на школа, веќе и се ствараат врски, друго оддалеченоста, исто така. Никогаш немала проблем во врска со тоа дека нема тука деца. Успеаваме да ја однесеме во школа, да ја вратиме од школа. Тоа е екстра повеќе работа што треба ние да направиме со домашното што треба. Да се избалансира со другите деца, да не остане поуназадена. Првичната идеја била Ласа да посетува училиште во центар. Тогаш ни беше најтешката година, мислам дека една година, што Јасмин беше во станот во Девармало и ја запишавме таму во школа. Јас тука бев сам. И сите обврски, дури обврските на Јасмин што беа со другите животни, останате кучиња, мачки, папагали, рибчиња, што имавме. Да, сите тие паднаа на мој терет. Плюс моите и плюс незините работи. И ми беше многу тешко, ама издржавме некако. Многу беше тешко само за викенд да се гледаме, да се спојуваме.
многу не беше. И увидовме дека тоа е невозможно, пробавме, увидовме, така да се одлучивме Ласа да од второ оделение тргна во Сараево во школа. И многу е подобро, и јазик нов научи. Почеток не ми даде природно да се обраќам на албански, зборевме на македонски, него не знаеше јазикот. И можеби вака најдобро за да се научи јазик. Едноставно ја ставивме во училиште кај што нема да може да се изразува на друг освен албанскиот, пошто има само албански паралелки. И лека по лека си го научи. Веќе, па да речеме, зборува течно. Од искуството јас што го имам со мојата постара ќерка Бинји, она тргнав од прво оделение тргнав во кинеско школа во Кина, така да и го совлада многу брзо јазикот, така да бев свесна дека Ласа секако нема да има проблем да тргне во школа без да го знае албанскиот јазик. Дите немир. А што значи да не ми баби? Што значи? Нешто пријатно. А, пријатно? Да, убав Како? ден. Како? Дите не мир. Дите немир. Училиштето во Сараево, кое што е ученичка, е исто така оддалечено од Матка фарм. Сокол идеме ја носиме, па одиме пак ја зимаме. Тоа е околу 6-7 километри од тука. Но патот Не е баш како што видовте, да. Но и понекогаш, кога ура нема да може, поради тоа што јас не сум возач, тогаш јас ја носам до селото, одиме пешки до селото и таму се качуваме во автобус и одиме до Сарај, школото. Кога сум во училиште ми е убава, ама кога ќе се вратам не ми е убаво да пишувам домашна, дека сакам да се одмарам. Ми се спие или ми се игра некои игрици. На Матка фарм секогаш има свежи јајца и вкусни производи од козјо млеко. Домашни јајца од кокошки, тоа се селски кокошки, како што и ви кажав претходно. Јајца од препелица, сирење што го правиме. Тука имаме млеко, јогурт, кефир, тоа ни е новост, кефир со мача беше? Не, кефир, а ова е јогурт со мача. А јогурт со мача, да, и сурутка, козја сурутка. После епидемијата што не стрефи, приметивме дека тоа скоро највеќе го барат. И јајцата од препелица. И дека многу помага. Кога почнавме пред 6 години, може би да кажам, ни останува премногу јајца од препелица, што луѓето не беа, може би, информирани колку е здраво да се користат во секојдневната исхрана. Повеќето луѓе сметаат дека они се само за пиење, дека само се пијат, но не е тоа така. Можат слободно да се користат исто како што ги користиме кокошкините јајца во кујната, да се користат и препеличните јајца, да се готват у смисол во се, да се варат, да се пржат, да се ставаат во торта, во палачинки, во секое јадење. По експериментирање дојдовме до некој наш производ што го нарекуваме сирење и од кога почна да го пробуваат луѓето, први нашите пријатели, и они не храбреа да почнеме и со продажба на сирењето, што многу им се допадна, кој го пробал веќе ни останува стален клиент, да речеме. После од тоа почнавме тоа новост, ние од пред некое време, димено сирење, што е некаде помеѓу димен кашкавал или димено сирење, да го наречеме, исто и димено козјо месо. Чаденото козјо месо се уште не ни е во продажба, но до година планираме и него да го пласираме. Јасми Ма по професија е сликарка. Поради бројните ангажмани на фармата не стига да земе четка во рака, но затоа уметноста ја преточи во креативни сапони, во кои основната состојка е козјото млеко. Тука има повеќе видови на сапони. Во моментот најактуелен и најинтересен е со зеолит и зелена глина, кој што е добар и за лице, и за тело, и за коса. Ово е со пчелин восок, ово е со дробени семки од кајсија, ово е со хибискус, овие се со зимска нота на смрека и
карамфилчиња и останато, ова исто така со портокал и со пчелин восок, овие се со пачули, ова е со јасмин, а ова е свеќата со пачули. На крајот домаќините не послужија со турско кафе, замезивме од дименото козио месо и сирење и ја испративме Ласа на училиште. Да, преубаво искуство. Инаку по старата кирка на Јасмин Ма, Бинји, која што има 20 на години, одлучи да остане да живее во центарот на градот, дури кога оди да го посети незиниот татко во Кина, одбира тоа да се сретне во Пекинг, така што секој според своите животни потреби. А во продолжение на емисијата ќе разрешиме една дилема. Дали цуцлата и пасираната храна влијаат на говорот? Сето ова ќе ни го појасни денешната гостинка, а тоа е Симона Василевска-Николовска, логопед од логопедскиот кабинет Срекичка, инаку мајка на 2 деца, тука е заедно со Михаел. Дамјан, кој што има 6 месеци, е во количката надвор. Најнапред ќе се поздравам со Михаел. Здраво, Михаел. Здраво. Колку години имаш? 4. 4, браво. Кажи ми, убаве во студиото на Телма? Да? Имам студио за гитари. Браво. Свириш на гитара? Да. На каква? На електрична гитара? Да. Нормално, кога? Акустична и така. Браво, кога тато е музичар. Така е. Симона, добре ми дојдела. Да ви благодарам на поканата. Веднаш ќе започнеме со разрешување на одредени дилеми, но ќе представиме и бројни факти поврзани со цуцлата и пасираната храна, но ќе има уште неколку аспекти кои што ќе опфатиме и нивната корелација со говорот. Да го погледнеме првиот елоп кој што гласи: за говор на децата тие користат 42 мускула. Така. Симона, дали тоа значи дека е покрај возраста за детето да прозбори? Треба да има и добар развој на мускулатурата? Секако. Оралната моторика е секако важна, како би можело детето соодветно да ги артикулира гласовите, да формира глас, слог или реченичка и избор. Така, значи доколку тие не се развиени, доколку тие не се развиени, така, доколку оралната моторика е послабо развиена, ќе имаме потешкотија во артикулацијата на гласовите. Еве сега веднаш ќе почнеме да зборуваме за цуцлатот аспект на развојот на говорот. Ќе погледнеме уште еден телоп кој што гласи: цуцлата е пречка за развој на говорот. Да, што ова значи? Дали цуцлата создава понекогаш проблеми во развојот на говорот кај децата? Цуцлата не предизвикува потешкотија во развојот на говорот. Цуцлата ни е неопходна, не можеме без неја. За некои дечиња ја прифаќаат, некои не ја прифаќаат, меѓутоа директно не влијае врз развојот на говорот. Се до оној степен додека детето разумно, да речеме, ја користи. Тоа значи дека ја користи само кога има потреба да се смири, кога има потреба да задоволи некоја потреба. Меѓутоа, доколку детето постојано ја држи цуцлата во уста, во секоја ситуација, тогаш ќе биде спречено да го користи говорот, па од тој аспект може да кажеме дека влијае некако директно врз развојот на говорот. Меѓутоа, ако се користи разумно, не. А дали може да се јави проблеми кај деца кои што често го цицаат палецот? Да. Или пак се хранат редовно со шишенце со цуцла? Дечињата кои што го цуцаат палецот најчесто, во најголем процент, развиваат деформитет на забалото. Таквиот деформитет на забалото го деформира на тој начин што запчињата се поставуваат на тој начин што не можат да артикулираат одреден глас. Значи, оние гласови кои што ги користиме АС, СЗ, ЧД, Ш, каде што
ги користиме предните запчиња за нивно формирање, се деформираат, настанува нивна дисторзија. Така што цицањето на палецот, долгото користење на шишенце и цуцла може да направат кај одреден дел од дечињата таков деформитет. Михел, многу е забавно во студиото, гледам имаше концерт пред малку. Ајде сега да погледнеме уште една дилема поврзана со развојот на говорот, овој пат и пасираната храна, која што гласи: пасираната храна има негативно влијание на развојот на говорот. Што ова значи? Дека не треба на децата воопшто да им се дава пасирана храна? Не. Одреден дел од дечињата во денешно време родителите одлучуваат да ги хранат на стариот традиционален начин со каши, меѓутоа има такви дечиња кои што нели во модерно време се трудат да се хранат со оној познат беби ледвеник начин на исхрана. Тоа се добјасниме на гледачите, парченца храна. Тоа се парченца на храна кои што им се нудат на дечињата, тие по свој избор се ставаат на површина, на масичка, детенцето си бира што ќе касне и колку ќе касне. И тоа од најрана возраст. Од најрана возраст. Не би не влегувала многу во таа тема, затоа што си имаме кај нас врвни експерти на таа тема, кои што се тренери и си работат на таа тема, меѓутоа сакав само да го спомнеме. Кашистата храна, да, почнуваме со кашиста храна, меѓутоа не одиме со давање до година и после случува и кај тие дечиња родителите да даваат си социјално или да се најаде побрзо детенцето. Важно ни е да јадеме цврста храна од најрана возраст. Значи дечињата и покрај тоа што немаат запчиња, имаат способност да ја џвакаат храната. Не мора таа да биде цврста, меѓутоа ќе биде сварена или испечена доволно за да може да ја изџвака. Кажавме дека имаме 42 мускули. Тие мускули се развиваат со претходникот на зборувањето, а тоа е џвакањето. Затоа џвакањето ни е важно, со тоа ја развиваме оралната мускулатура, па подоцна и го развиваме говорот соодветно онака како што треба. Ајде сега да погледнеме на каков начин може да се превенираат проблеми со развојот на говорот кај децата. Повторно имаме еден телоп. Јас издвоив Симона работи на кој што најдов на интернет. Сега вие ќе потврдите што од сето ова е точно, што не е точно, бидејќи најразлични информации наоѓаме и на социјалните медиуми и на интернет. Јас обидов од релевантни извори да издвојам, но еве сега ќе побарам и ваше мислење. Да го погледнеме. Првиот кој што вели практикувајте доење и активно цицање. Дали ова значи дека бебето кога цица, всушност ги стимулира овие мускули и дека не е исто цицањето со туѓо тело во устата како цуцла? Да. Или пак прст во уста? Да, кога детенцето цица, тоа е нели цицачки рефлекс. Несвесно го движи јазичето и се активираат една група на мускули, додека кога цуца цуцла или шишенце, се активира друга група на мускули и движењата на јазичето, обравчињата, мекото и тврдото лице е на поинаков начин. Добро, ајде сега ќе разрешиме и нешто друго, кое што вели. Кога детето е спремно за јадење, дајте му цврста храна. Значи, веќе споменавте да се избегнуваат каши и слично. Значи, ова е еден од начините на превенција, но дали покрај џвакањето, кој што е многу важно за развојот на говорот, може да се стимулираат овие мускули со нешто друго, да речеме корка, лепче, или пак на детето му се даде лижавче доколку е поголемо и слично? Во однос на храната, да. Даваме цврста храна која што бара џвакање. Меѓутоа, стимулацијата на оралната праксија оди со помош на дување на балончиња од сапуница. Ставаме во чашка, ние логопедите обично тоа го препорачуваме и го работиме во кабинетите. Во чаша со вода ставаме сапуница, детенцето дува со цевка, се прават меурчиња. Значи тука ги стимулираме обравчињата, јазичето, дуваат балончиња, дуваат разни хартивчиња во одреден правец. Се гледаш, да. Те молам. Потивко само, Михел, за да можеме да објасниме што се треба да се направи. И бројни вежби постојат така за да се стимулира оралната праксија. Добро, значи исто тие балончиња што ги дуваат децата? Да. Како родителите да знаат дека проблемот со развојот на говорот се должи на неразвиената мускулатура или пак на некој друг проблем? За да може да направат некои вакви вежби. Доколку родителот забележи
некаква потешкотија во, да речеме, џвакањето кај детенцето, или детето има хиперсаливација, има зголемено лачење на плунка, или има потешкотија со голтањето, проблем во артикулација на одредени гласови, тогаш најпрво бара помош и поддршка од матичниот педијатар, кој што подоцна ќе го насочи на логопед, дефектолог, невролог, онаму каде што е потребно, за да утврдиме дали постои некаква органска причина која што ни прави некаква потешкотија. Значи, родителите сами по себе мислам дека не би можеле тоа да го утврдат, сепак специјалист треба тука да реагира. Доколку детето треба да прави вежби? Дали само кај логопедот ги изведува или пак може во домашни услови родителите исто така да работат? Колку често би требало да ги прават тие вежби? Така, доколку постои причина за која што треба да се работи, во одредени случаи може логопедот да даде одредени вежби на родителот кој што дома во домашни услови ќе ги работи со детенцето. Препорачуваме вежбањето да биде до 15 на 20 минути во текот на еден ден. Кој што јас кога ќе им кажам на родителите вежбајте 15-20 минути, ми велат леле тоа е многу, како ќе го задржам јас моето дете. Меѓутоа може да се поделат 5-6 минути да биде наутро, напладне или навечер, да ги распределат тие, меѓутоа да се задржат на тие 20 минути вежбање, затоа што ни е многу важно да се задржиме и да има континуитет и честота на вежбање. Забавно им е вежбањето со оглед на тоа дека вклучува дување, вода во која што има некој сапун, балончиња, движење на јазикот надвор од устата. Да, секогаш бираме активности кои што ќе го задржат нивното внимание за да бидат тие доследни. Симона, доколку е кратка, подјазичната ресичка, дали со вежби може да се надмине тој проблем? Па, постојат неколку степени на затегнатост на подјазичната ресичка. Одреден дел бараат хируршка интервенција, додека одреден дел може со помош на логопедски вежби да се раздвижи, да кажеме, јазичето и соодветно да ги артикулираме гласовите каде што учествува за нивна артикулација врвот на јазикот. Еве сега ќе погледнеме уште неколку телопи, односно факти поврзани со превенцијата на доцнењето на говорот кај децата. Вели: се препорачува пиење од чашка и јадење храна со лажица. Симона, од најрана возраст да се даде чашка? Зошто е ова важно? На каков начин се подобрува? Ако прашате мускулатурата? Ако прашате советничка за доење, ќе ви каже дека бебето има способност да пие од чашка од првиот ден. Значи, ние родителите сме тие кои што им ги создаваме навиките на нашите бебиња. Па така се вели дека веднаш кога детето ќе почне со воведување на цврста храна, нели препораките се тоа да биде од 6-тиот месец, да се нуди течност преку чашка која што ќе биде соодветна за бебенцето. Во однос на лажичката, исто така, тука не развиваме само орална мускулатура, туку и фина моторика, фини моторни движења. Детенцето прави координација помеѓу движењата на рачето и на устата, па така додека јаде се координира и вежба таа фина моторика. Ајде да погледнеме уште еден факт поврзан со темата на која што говориме. Гласи: за развој на говорот значење има хигиената на забите. Од кој аспект има хигиената на забите значење за развојот на говорот кај децата? Хигиената ни е важна со цел да превенираме кариес, оној циркулаторен кариес кој што прави ронење на запчињата. Зошто ни е тоа важно? Заради тоа што се среќаваат случаи на дечиња кои што во многу рана возраст ги губат своите запчиња како последица на нивно ронење. Па така им се нарушува и квалитетот на исхраната, но и на говорот. Оние запчиња кои што ни се одговорни и ни помагаат за изговор на одредени гласови ги нема, па настанува потешкотија. Позитивната страна е тоа што кога ќе израснат новите запчиња, најчесто овој проблем се надминува и дечињата се враќаат на некоја нормала. Меѓутоа, за жал, постои одредена група на дечиња кои што навиката на погрешниот изговор, на неправилниот изговор ја задржуваат. И во тој случај сме тука ние логопедите за да интервенираме, да помогнеме. Така, значи тие се важен дел од говорниот апарат. Мислам дека ќе имаме време за уште едно прашање. На што се должат грешките во изговорот во раното детство? Стекнатите грешки? Да. А нашите баби, најчесто и дедовци, ги земаме како виновници.
тие својата љубов и милост према бебињата знаат да ја искажат со неправилен начин на зборување. Значи наместо говорот да биде мил, говорот станува бебешки. Тоа е една од причините, меѓутоа и неправилната стимулација од страна на најблиската околина, тоа се родителите, братчиња, сестричиња, оној кој што го чува детето најмногу. Онаму каде што немаме доволна стимулација се јавува и проблем за тоа што детето го учи говорот, а доколку нема соодветна стимулација, нема од кого да го научи. Симона, благодарам за денешното гостување во Телма односно во магазинот за родителство 0+ месеци и што еве на сите родители им појаснивте на каков начин всушност треба да се однесуваат за развојот на говорот да биде стимулиран и детето да нема никаков проблем. Значи да се избегнува цуцла, да се заклучи? Да се избегнува цуцла после 12-тиот месец. А пасирана храна? До 9-тиот месец најмногу, би рекла. После тоа да се воведува парчеста храна, да. Ви благодарам за гостувањето. Мислам дека Михаел многу убаво си помина денеска. Му беше важно дека ќе го гледаат баба и дедо, ќе те гледаат, се гледаат. Да, супер. Ќе дојдеш пак? Да, ќе те чекаме. Почитувани, тука ќе погледнеме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешните содржини. Во продолжение на магазинот за родителство 0+ месеци следува рубриката Здрава храна, во која што добивате идеи за брзи и лесни детски оброци, за кои што ви се потребни не повеќе од 10 минути за да ги подготвите. Денеска идеја за вкусен поедок или пак ужинка на училиште ќе ви даде Весна Ѓурковска КСК, која што стои зад Инстаграм профилот Вкусни приказни. Таа подготвени погачки, кои што се ги има наречено веснички и можам да потврдам дека се навистина вкусни. Воедно ова ќе биде последната содржина во 0+ месеци. Погледнете ја и се гледаме следниот понеделник. Здраво, јас сум Весна и денес ќе готвам за вас. Размислував што би можела да ви понудам како предлог оброк, кој што истиот ќе можете да го искористите или пак за вашите дечиња во нивните училишта, или пак на вашето работно место. И тогаш сватив дека она што денес ќе го подготвам за вас е нешто што одговара за секаква прилика. Тоа се брзи погачки кои што во текот на моето готвење и залагање околу храната добија име веснички. Овие веснички одговараат во секаква прилика, како што напоменав, и денес ќе забележите колку едноставно се подготвуваат, колку малку време е потребно за да ги подготвите и многу побрзо ќе ги изедете. Па да започнеме. Денешната варијанта за моите веснички ќе биде во млечна варијанта заедно со зеленчуци. Бидејќи јас сум љубител на спанаќот, денес решив да се обидам да вметнам спанаќ во весничките. Меѓутоа, спанаќот сам по себе не секогаш им е вкусен на дечињата, па понекогаш и на нас возрастните, решив да го искомбинирам со кромит. Затоа, за овие веснички ќе ни биде потребно ситно сецкана главица кромит или пак половина. Тоа сепак оставам на ваш вкус. 3 брикети смрзнат спанаќ или пак доколку користите свеж, јас во моментов немав свеж, можете 3 полни раце убаво исчистен спанаќ и ситно исецкан. Меѓутоа, во понатамошната подготовка, термичка обработка, ќе видите како всушност спанаќот практично се губи под топлината. И сега ова малку термички ќе го обработиме со тоа што на малку маслиново масло во тава за готвење го ставаме кромидот, на кој што ќе му дадеме шанса да омекне. Никогаш не ги преварувам или пак препржувам зеленчуците, од причина што секогаш сакам да ми крцкаат под забите. И на тиво коган ќе вклучиме малку да се пропржи. За тоа време ситно го сецкаме спанаќот. Замрзнатиот и нема потреба да биде толку ситно исецкан. Имаме 3 брикети. И ќе го ставиме во исто време заедно со кромидот на среден оган. Сега ќе го ставиме и спанаќот.
И подоцна ќе додадеме веќе сварена пченка. Одлучив да додадеме пченка заради тоа што пченката е нешто што навистина поминува речиси кај сите дечиња. Но не секој детенца сака да јаде кочан пченка, туку сакаат и зрнце по зрнце. Ова е одлична варијанта како да вметнете повеќе зеленчук во исхраната на вашите деца. Најлесното кај овие веснички е тоа што буквално не ги месите, не ги чекате, не стасуваат и може да ги подготвите дури и кога најмногу брзате. Имаме 2 јајца кои што ќе ги изматиме со маталка. И да бидам искрена, многу ретко користам миксер кога се во прашање вакви брзи рецепти. Затоа маталката е секогаш тука. Во веќе изматените јајца ги додаваме останатите течни состојки. Во случајов 60 на милилитри на маслиново масло. За оваа прилика не користе славно цедено, туку маслиново масло, кое што е наменето за готвење. Околу 150 милилитри јогурт и матиме за да ја изедначиме течната смес. Можете да си направите комбинација од ваши омилени намирници. Во денешниот рецепт ќе користиме урда, кравја урда, која што не е толку многу солена, но меѓутоа вие истото можете да го направите и со некакво тврдо сирење или со некаков кашкавал. Да напоменам дека на мојот блог истиве веснички беа правени во неколку варијанти, со тоа што оригиналниот рецепт се наоѓа точно под постот, новогодишниот пост, каде што направивме веснички со тврдо сирење. Морам да признам дека и така се вкусни. Рерната ја вклучуваме на 180 степени да се грее. Во смесата додаваме, како што напоменав, кравја урда. Во рецептот стојат 3 полни лажици кравја урда, која што ќе ја измешаме во постоечката течна смес. Бидејќи кај нас се работи за несолена урда, јас ќе додадам сол, меѓутоа доколку имате навистина солена урда, тогаш не додавајте сол. Во нашиот рецепт има речиси цело лажиче сол. Можеме да ја додадеме смесата од спанаќ и од кромит и малку маслинова. Не заборавајте дека доколку пропражувате на маслиново масло, во тој случај не мора толку многу да ставате во чашката, за да не ви биде многу масно. Ете така, одлично. Ја додаваме и пченката, како што напоменав. И сега имаме една течна смеса со зеленчук. Не заборавајте со спанаќот да додадете млечни производи. И сега сосема на крајот го додаваме брашното. Во нашиот рецепт користиме само интегрално брашно. Брашното заедно со пецивото, имаме едно пecivo, го оставаме секогаш на крај. Во нашиот рецепт со една полна чаша од 250 мл брашно имаме течна смеса. Значи нам ни е потребно уште цела чаша интегрално брашно за да ја добиеме смесата која што нам ни одговара. Одлично. И ја имаме смесата која што нам ни одговара, а тоа е нешто вака. Не заборавајте да си припремите декорација. Кај нас декорацијата е микс на семки, односно микс од семки од сусам, ленено семе, сончоглед и тиква. И сега останува само да ги подредиме весничките во тава и да ги печеме. На хартија за печење вадиме од смесата и ги распределуваме. Од семките можете да ставите во внатрешноста на весничките, ќе ви остане доволно и за декорација. И ајде да видиме. Слободно користете раца, направете доволно простор, самите може да нараснат
Не се трудете да имаат правилна форма, од причина што тие кога ќе нараснат добиваат кружна форма, некогаш елипсовидна. И најчесто од оваа доза излегуваат околу 12 веснички. Ги украсуваме со семки по избор. И чекаме да видиме каков ќе биде финалниот резултат. Јас знам дека ќе биде супер. Ве охрабрувам да го направите и вие истото. Рерната е веќе загријана, ги ставаме весничките да се печат. Одлично, и го вклучуваме тајмерот на 30 минути. И после 32 минути весничките се готови. И да видиме. Јас мислам дека се одлични. Ќе ги поставиме во друг сат. И секако дека ќе си го спремиме појадокот. Бидејќи имаме доста млечни производи внатре во нив, ние ова ќе го направиме во друга варијанта. На крајот од сезоната на доматите, нешто што секогаш поминува е добар домашен домат со добра домашна погачка. Ова е нашиот оброк за денеска, односно ова се нашите веснички. Супер! Ве охрабрувам да ги направите денешните веснички и секако доколку ги направите да ми пишете на мојот Инстаграм профил со хаштаг вкусни приказни. Во поздравувам сите и ви посакувам многу успешни експерименти во кујната. Впрочем, сите така правиме. Поздрав! Чао!